belofne. Ај са. Така. Ајде. Пушти го на мене. Ајде. Пушти деки пушти. Ајде баги. Така, пушти на зоката. Висите, застанете да караме. Ајде така. Кажам да настепили се. Вие ќе дигате повисоко? Вие не подигате. Не ќе спуштате. Вие ќе подигате. Така. Ајде. Ајде. Јас сум некој кој болница се боја. Тасира да се паралелно со него. Затушен. Таму треба да го наонајте. Таму ќе си има тие што ќе прават ципија. Може да се го поред. Пак ќе се души да таму, тој треба да се стави. Сега благ. Аз се ние онадим се одим. Слобода, што помалку да се мртви. Тоа што има машинување на глушт, не треба да го фатаме секој дел од ногата, туку фатаме зглоб до зглоб коленото и долниот дел од ногата. Додека едната го држи, другата го преврзува. Не треба да му ја мрдаме ногата за да не добие он дополнителни повреди. Имаш ли жена, деца? Животно? Кога ќе завршиме со преврската, односно со еластичниот завој, треба да ги мобилизираме двете нозе, да ги фиксираме да не може да мрдат. Това го правиме со триаголни марами. Или во случај вие сигурно нема да имате триаголни марами, дали нешто ќе раскинете дел од облека или со нешто друго што имате во вашата средина ќе направите мобилизација. Треба нешто долго што ќе може да му ги опфане двете нозе и да се врзат. И мобилизација да ја правиме на подколеница кога е или на глушт со 5 марами. Прво ги ставаме сите 5 марами и после ги врзуваме од горе кон долу. Не мора да спустиме, нема батерија.
Значи чисто да знаете повеќе информации за лицето и да го одржувате што е можно повеќе свесно за това што од болки може да ви колабира. Не горе. Не, там не горе. Не. Супер. Доколку е повредена десната нога, врзувањето на марамите го правиме на левата нога. Доколку е повредена левата, врзувањето го правиме на десната страна ногата. Со цел да не го повредиме дополнително. Сите ги врзуваме исто, првите 4 и последната ќе ја врзат, ќе ви покажат сега. Последната врзуваме у триаголник. Сакате ли нешто друго да ви се појасни во тоа видео? Треба да го покриеме со фолија. Треба да го заштитиме од временски непогоди. Ние имаме специјална фолија за покривање двострана. Ама ако немате такво нешто, го покривате со облека, со било кој дел од облеката, со цел. Ако е ладно, го покривате да му е топло, а ако е топло, треба да не се испоти или да сгонче нешто. Во двата случаја го покривате фактно. Ако не е стигнена... Ако стигнена... Ма работа, ако нешто почели, кажи ми го правило. Остануваме со лицето што е повредено додека да дојде брза помош. Кога ќе дојде брза помош, им пренесуваме што сме ние направили и они после си го презимаат. Тука завршува нашата обврска. Знаете дека другиот дел од вежбата имаше лице кое е задушено, беше од другата страна на халата и сега ќе демонстрираме како се пружа прва помош на лице кое е без свест. Исколе треба доле да види. Иско доле. Да. Сваки треба некој пожарни карта да Имате ли нешто што не да фактички, само чисто да покажеме како нека се стимне он сам, само да покажеме како е кога некој не се стигна. А, добро. Да, билетчка. Не. Значи чисто да демонстрираме како колку е несвестено, како треба да се поправи. Знаеш, ако стане од таму на страна, не да се пиеш. Само да го спустим долу. Добре, да, просто и гурници така. Ајде,
Всеки има. Всеки. Много му се върви нещо. Аде, ме ми респект. Здраво на сите, јас сум Ангела. Јас сум Александар. Звучени сме во прва помош и тука сме да ви покажеме како се постапува со лице кое што во безсознание. Јас ќе го правам на куклата, заради тоа што правиме реанимација, колегата паралелно ќе го прави на... Што нема гајде, ништо нема се случи. Истапуваме до лицето од кога веќе сме обезбедили простор од опасност и го претресуваме внимателно по рамењата. Влечеме го за ушите и мескаме зори. Дали ме слушаш? А доколку нема одговор, почекаме неколку секунди. Дали слушате сите? Поглатно по-добро да слушате, утре може на некој од вас тоа да се случи. И ако сите се смеат од страна и никој не дојде да ти помогне, значи ти си во опасност, никој друг не е во опасност. Затоа потрудете се сите што можете да научите. Кога веќе лицето не ни одговара, ослободуваме од тесна облека. Остануваме од десната или од левата страна близо до главата. Подигаме главата, отвараме устата и се наведнуваме на неколку сантиметри над неговиот нос и уста. Вака чекаме 10 секунди. Правиме гледам, слушам, чувствувам. Гледаме во градниот кош дали се подига, слушаме дали дише и наобразно чувствуваме воздух. Ако дише ќе имаме воздух, ако не. Кога ќе установиме дали дише или не. Ако дише, ќе ви покажеме после. Ако не дише, треба да почнеме со реанимација. Застануваме на едната страна од него десно или лево и правиме реанимација. Правиме 30 притискања на градниот кош, односно на срцето со 2 вештачки вдишувања. Рацете ги поставуваме во ваква положба тука и притискаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 10. средишниот дел на градниот кош. Да, притискаме помеѓу градите на долниот дел од градниот кош, повеќе на кај левата страна каде што е срцето. Кога завршиме со 30 притискања, ја подигаме главата, отвараме устата, го затвараме носот и правиме 2 вештачки вдишувања во уста. Значи, треба да се внимава, ние претежно користиме вентилационо марамче. Вие, предпоставам, нема да имате вентилационо марамче, ама за това убаво е да искористите некоја тканина со цел да се намали можноста од зараза. Да. Доколку лицето, кога ќе го направиме това 30 притискања со 2 вештачки вдишувања, проверуваме дали лицето дише. Не из принцип го проверуваме, гледам, слушам, чувствувам. Подигаме глава, отвараме уста и правиме 10 секунди да гледаме и да слушнеме дали дише. Доколку не дише, повторно го повторуваме тој циклус, 30 притискања со 2 вештачки вдишувања и тоа го правиме се додека или не се освести лицето или не дојде брза помош. Доколку има некој со вас, може да прави еден притискање, еден вештачко дишење, затоа што после одреден после третиот пат се заморувате, така да не е поента и да го оставиме да умре, да не рече, така да подобро е ако се изморите некој друг да ве замени. И това е многу бедна работа, така да гледајте сите да пробат. Јас го правам тука на куклата и е лесно, ама кај вистински човек е... Знаеш, имаме лице во безсознание. Се приближуваме до него. Нежно, облечеме за ушите. Дали ме слушаш? Го прашуваме. Доколку нема одговор, најверојатно сваќаме дека е во безсознание. Во тој случај, ослободуваме од тесна облека, се наведнуваме, ја подигаме главата, отвараме уста и се наведнуваме на 10 сантиметри над него. Правиме, гледам, слушам, чувствувам. Гледаме во градниот кош дали се подига, дали диша. Слушаме на увото, ќе слушнеме дали диша и на образот во исто време чувствуваме не влага, дека диша. Доколку не дише, положбата кој што сме, треба да правиме реанимација. Притискања на градниот кош, односно врз срцето со вештачки вдишувања. Тоа го правиме со ги ставаме раците во ваква положба и притискаме 30 пати во градниот кош во делот кој што е срцето, меѓу градите повеќе на левата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 6. Ќе завршиме со 30 притискања. Ја подигаме главата и отвараме устата, го затвараме носот и
2 пати дуваме во устото на повредениот, на тој што е во безвест. Ние во Црвен крст имаме вентилационо младенче кое што го користиме за да можеме ние да се заштитиме, но вие ако немате, како што рече колешката пред малку, ставате некој тенок дел од облека со цел и вие да се заштитите, ама и да му помогнете на тој што е во безсознание. Доколку кога ги го завршите 30 со 2 вештачки вдишувања, ја подигате главата, отварате устата и повторно правите гледам, слушам, чувствувам, за да видите дали дише. Ако дише, завршувате со реанимацијата, ама ако не дише, процесот го повторувате додека не почне да дише. 30 притискања со 2 вештачки вдишувања. 30 притискања со 2 вештачки вдишувања, циклусот е така цело време. Кога ќе ја правите реанимацијата, треба да гледате во лицето на тој што е во безсознание. Заради тоа што може да се случи насред притискање или реанимација да ви се разбуди. Кога ќе видите да ви се разбуди, ќе престанете со притискањата за да не го повредите дополнително. Кога завршиме со реанимацијата, кога ќе се осигураме дека лицето е свесно, треба да го ставиме во положба што е за него безбедна. Ние ја викаме странична положба, во положба каква што нема да се задави од тоа што ги го испулука или ако му тече крв од носот или некој друг секрет од уста или од нос. Ја ставаме раката која што е поблиску до нас, во агол од 90 степени. Другата рака ја ставаме на убото со цел да не се повреди. Ја подигаме ногата и го вртиме кај нас. Во ваква положба е безбеден, односно нема да се задави од ништо. Го покриваме од временски непогоди и проверуваме на секој 5 до 10 минути дали уште дише. Ова го правиме и остануваме до лицето сега дека не го предадеме на брза помош и не се осигураме дека е безбеден. Кога ќе го веќе покриеме, остануваме со него и тука завршува нашата обврска како даватели на прва помош. Толку. Благодариме.